Ти остави впечаток кај публиката, не само кај публиката, туку и во стручната фела, и се почесто се зборуваше за тебе и се очекуваше само мигот кога ќе се преселиш во Скопје, и пред тоа пишувавме дека Урошевиќ ќе оди во Белград, Црвена звезда е заинтересирана за него, и речиси работата беше готова тамо негде 1982 година, кога Тетекс беше во првата лига. И што се случи? Што беше решавачко место тамо да си дојдеш во Скопје и во Вардар? Дали близината 40 километри од Тетово или друго нешто? Изигравме таа една година со Тетекс и нели на секој млад играч амбицијата, ако има одреден квалитет кај играчот, амбицијата му е поголема, нели? Така да и на мене ми исто имав понуди. Тетекс веќе беше второ лигаш, каде што јас сакав, веќе целите ми беа поголеми. Таа година веројатно има нели тие скаути што пратат, што гледат, сум оставил впечаток кај доста екипи и имав разговор со Црвена звезда. И беше, мислам, горе до 99% договорено. Но во семејството се деси така, татко ми малку се подразводи, лежеше во болница и Вардар тогаш исто настојуваше многу да дојдам кај нив. Дури се и пред малку разговаравме пред да почне да се снима емисијата, во болница, во собата дојдоа двајца емисари од Вардар, представници, да го убедуваат татко ми дека тука ќе ти биде во близина, во Скопје, еден син имаш, и мислам дека по реакцијата на татко ми и јас после си направив една реакција. Почувства дека му е мерак да дојдеш во Вардар. И направив одлука да дојдам во Вардар, што мислам дека не погрешив. Сега звезда е звезда, нормално. Да, но сепак Вардар си е Вардар за наши услови. Вардар за македонски услови, секој македонски играч, млад, сонувал да дојде во Вардар да игра. Мене ми се исполни таа желба. И доаѓаш летото 1982-та. Кога испадна Тетекс, одма летото доаѓам во Вардар и би кажал дека не сум погрешил затоа што попаднав во една генерација што покасно се воспостави дека е златна генерација на Вардар. Затоа го спомнав Вукашев Вишњеваc пред малку, за да зашто да се вратиме сега на соработката со Вуле. За тој надпревар со Олимпија. Значи јас сум останал во паметење и он дојде да биде шеф летото во Вардар, и како што така информација имам, ме побарал да ме земат мене. Значи, затоа го кажав дека Вуле и беше тренер кој сакаше многу млади играчи, и за среќа наша, таа плејада што дојдовме тогаш, јас, Драги Сетинов, Чеде Јанески, покасно Милко Симовски, Горде Здравков беше тука, Гоце Алексовски, Томче Трајановски, Тони Савески, сега да не испуштив некого. Со искусните Ѓоре Јовановски, Кочо Димитровски, Васил Рингов, Сандре Маневски, една легенда на македонскиот фудбал. Борче Мицевски, Павле Ѓоргиевски, покојниот, Владко Димитровски, Банковиќ, Перица Груевски, покојниот. Значи, тие беа што ги затекнав, а полека после доаѓаше до сменена генерација. Вуле почнуваше да форсираше младите тие, сменена генерација. И така да од поискусните играчи после останаа само Ѓоре Јовановски како десен бек, Кочо Димитровски, Борче Мицевски и Васил Рингов, кога се врати од војска. Се врати, ама Рингов пак отиде следната година во Динамо. Ама не една екскурзија имаше, па пак во Вардар. Јас кога дојдов во Вардар, Васе отиде во Југословенската армија и јас играв баш на неговото место да го пополнам тоа место. Кога се врати, после јас почнав и полутка и десно, така, кажавте, после Васе замина и се отвори пат, после дојде Дарко Панчев, го замени Сандре Маневски, еден осет на Вишњеваc, каде го
жртвува Во млади Маневски, години го уфрли го во тимот. жртвува Маневски, за да го уфрли 17 годишен тинејџер, но он му врати Со голови. со голови. Знаете дека 2 години поред беше голгетер на таа Југословенска лига. За некој надпревар во Вардар. Па ете, можем да кажем уште одма на почетокот, второто коло со Партизан. Дома игравме. 5-0 го добивме. Првиот гол беше мој. Борче Мицевски шутираше слободен удар. Топката се одби од стативата и јас натрчав и со глава. После имаше и над мене направено црвен картон, Јешич втор жолт и после трна 1, 2, 3, 4, една голема убава победа. И на 5 застана. И следното коло одиме во Сплит со Хајдук, исто генерација. И таму 1-3 со 2 мои голови. Значи, И таму брзината твоја дојде до контр. израз. И таму исто еден е со брзината, еден со глава така. Борче Мицевски центрираше и само ја така ја спроведов. Чифте опасен беше Борче. Затоа ви кажам, остана од таа постара генерација само Ѓоре Јановски, Кочо Димитровски, Банковиќ, па после и он беше замина кога дојдоа Чеде и Драги и Васе и тие. И Маневски после дојде Панче, затоа што после дојде Ѓоре, Милко, Драги, Чеде, Кочо, Горде, Пепи, Дарко, ја, Тони, Томче, И Гоце, почна да Алекса, се сите создава млади онаа играчи. генерација што стана и Да, шампион на и- државата И што ја 1987 прогласија година. за Да. најдобра генерација. Тие во Вардар во континуитет од доаѓањето од 82 беше до 86-та. Да, целиот тој да го. И 86-та заминуваш, ги спомна во Вардар оние надпревари со Партизан 5-0, со Хајдук 3-1 таму во Сплит. Уште некој надпревар зашто Вардар знаеше да изненади и на тој терен тогаш. Се сеќавам, имаше и една серија на почетокот, не му тргна најдобро, но ми се чини имаше и победа во Риека, Да, па нерешено во Тузла, Во Ниш, веднаш после тоа. Имаше, значи, како созреваше генерацијата, така и успесите на Вардар доаѓаа. Значи, ова кажав за моите голови, значи, многу надпревари, сега не би можел таа, значи, секој надпревар Вардар го играше многу квалитетно. Почетак утакмице у Белграду. Вардар у нападу. Урошевиć. Урошевиć сам испред голмана Црвене звезде и Вардар води sa 1-0. Novi napad Skopljanaca. Igra se otvoreno, igra se brzo. Evo nove prilike za Skopljance. Ponovo je to Urošević. Urošević, Stojanović trči u susret i nemoćan je. Vardar dolazi do vodstva od 2-1. Но јас ќе кажам сега пример. Нели почнува првенството се прави правилник. Секој клуб прави правилник за премиирање, за казнување. Да, за награди, за за сите. награди. Сега доаѓа за премиите. Вукашин Вишневаc вика, ако има под 7000 публика, премија нема да имате. И знаете кај Значи нас, играјте да има и знаете публика. кај нас играчите што е тоа. Што ни прави овој, ние нема да земеме динар, пари. Зашто Само стравуваш. платата. Ама сепак за секоја 8000, 9, 10, за се поголема публика се расте Се зголемува премијата. Да, премијата. И да ви кажам дека ние под 12-13 илјади немавме надпревар, најобичен, дали со Челик, дали со Слобода, Тузла, дали со Раднички, Будујчност, со тие, а со големиве со полн големите стадион. да не зборувам. Тие големите и малку што се помали, тоа беше се 20-25 илјади. И премијата рипа, само победи. Ма не сакам да ви кажем, Да. значи, колку мотивира и тоа. Да, покажуваш добра игра, ги Вишњева сакаше игра, брза привлекуваш игра, брза гледачите игра, и со многу за сите добро. Да,
И за навивачите на Вардар гледаат И за убав публиката, фудбал. и за игра, да. А фудбалерите од друга страна, И за полна клубот трибина. голема посетеност, финанси, И значи за сите. И ве стимулираат финансиска, исто така доаѓа и голема поддршка од трибините, особено кога е тежок некој натпревар и кога навистина е неопходна таа поддршка. Затоа велиме дека домашниот терен е предност. Токму зарад таа публика. Така, така. Па добро, и вие сте запознати, зашто и вие бевте дел од таа генерација. По тогаш бев, јас 6 месеци пред тебе во Вардар, зимата, со Бобек, па Бобек после бевте и отиде со на вишен операција. клас, Да, Бобек Па замина. тимот го водеше Часлав Да. и Бобек После го повремено замаа Були. така се вклучуваше, го штеневме тогаш, затоа што имаше бајпас во Хјустон, во Америка. И 82 практично се правеше оној тим што веќе имаше амбиции за излез во Европа. Сега за тие моменти, јас дома прелистував така тука има некои една документи и снимка. вестници и Можеш да видиш, често ова те е- гледав на слики Веројатно се во напад со сеќаваш. Динамо, Да. со Динамо Букурешт. Ова се Еве и сеќаваш, ова е мислам таа дека слика. турнирот Звезда што го правеше пред почеток на првенство, каде игравме пред 80.000 публика. Мислам дека Тоа би беше требало- летниот период во Значи, крај овие на се во тие- јули. се тие играчи што ги споменувавме. За тоа како стигна Вардар во 84-та да стигне до пласман во првата лига и излез во Европа во купот на УЕФА. И тогаш беше мечот со Динамо Букурешт и со Данди Юнайтед. Токму така, како што ви кажав, нели, од таа 82 за тие 2-3 години тимот созреа. Вуке Шимвишњац беше 2 години, па замина, па дојде Илија Димовски, покојниот. Да. Он не се снајде, мислам, баш најдобро. И пак го вратија Вуке. Вишневац. Да. И таа година излеговме во Европа. Пак ќе кажам, значи, таа генерација созреа, почна добро да игра, почна да освојува бодови, немаше разлика дали дома или надвор, зашто порано, нели, Па и последниот клубовите биле- натпревар ми се чини на тој терен негде во Мостар, Бот требаше, па Вардар го 2-2 освои, одигра. 2-2. Да. Претходно дома со Сараево. Со Сараево. Исто изигравме. Значи, сакам да кажем, немаше дома или гостински терен, што порано беше, знаете како, дома подобро, надвор, Чувај се, ако Чувај се, нешто па тешко стане ќе, да да. дам гол, добро. а ако оваа не, генерација покажа дека може да се вреди, носи. а покажа потоа и 86-та, мислам за жал ја го напуштив, но истата таа генерација стана шампион на таа бивша Југославија. Ти беше во тимот на Вардар во оние мечеви од купот на УЕФА, па за Динамо Букурешт ме интересира зашто во Европа сите го фаворизираа него и мислеа дека Вардар уште во првото коло ќе биде Мислам елиминиран. дека Динамо Букурешт во тоа време имаше некаде 5-6 репрезентативци во редовите, романски репрезентативци. Значи, нас не ни се даваше ни, како да кажем, Минимални шанси. Ни 1% шанс. Значи, никаква шанса. Но таму отидовме, направивме добар резултат. Пораз 2-1, но ти Поведовме треба 1:0, само еден гол. Поведовме 1:0, Васе Рингов така избега. И заврши добро атијата и после малку не притисна, направија пресврт, но во Скопје пред препон стадион, прекрасна атмосфера, успеавме каде што има и тие шанси нормално, пак ќе кажам. Да, Играчи со 5-6 играчи репрезентативци, еден Вардар се одупре и тоа машки. Горде Здравков постигна гол со глава. Учесник бев на тие надпревари. Тоа беше едно прекрасно чувство што После со Данди не ја искористиве Со шансата. Данди игравме добро таму. Резултатот беше долго време 0:0. Имавме
3 исклучувања, значи го исклучија Вишневац и 2 играча, мислам најдениот беше Најдовски, другиот не се сеќавам. Кочо да не беше, дека ретко Изгледа, не се сеќавам. го За исклучува, Најдовски ама- знам и за Вишневац знам. Значи, да. ни направија резултат. Во Скопје исто нема значение резултатот од таму, се наполни стадионот. Така да тоа се надпревари на кариерата за нас играчите, да излезеш во Европа, што во таа Југословенска лига многу тешко си можел да дојдеш до Европа, да искочиш. Да излезеш во куп УЕФА или Звезда, Динамо, Хајдук, Партизан, Слобода, Сараево, Велеш, па после Раднички, па Желјо догура до финале. Така да, многу квалитетни екипи, каде што стварно, навистина беше многу тешко да дојдеш, но сепак Вардар успеа и таа 84-та и 86-та, значи за таа генерација успеа да направи еден огромен успех и не случајно беше прогласена за генерација на векот. Добро, ти играше во купот на УЕФА, во купот на европските шампиони не играше, бидејќи не беше во тој тим тогаш што ја освои титулата. Ти година дена пред тоа, 86-та, го напушташ Вардар и одиш. Да, одим во Приштина. Со Вардар не успеавме да се договориме некои детали и јас замина во Приштина. И таа година Вардар стана шампион. Јас Приштина 2 години ми беше договорот, со тоа што една година тогаш дали мораше да се оди во војска до 27 години и ја го фатив последниот воз 27, морав да одам. Се вратив од војска, одиграв уште една сезона во Приштина, потоа таму почнеа тие превирања политички да се случуваат. Да. И повторно се враќам во Вардар, 89 година. Се враќаш 89 година и си во Вардар токму во оној период кога Вардар е второлигач, треба да се бори за прва лига, па доаѓа во прва лига и веќе таа година кога се враќа 91-92 доаѓа до распадот на државата. Ајде, опиши ни го тој период од фудбалски аспект за тебе. Пак се враќам, ја веќе Вардар, веќе искусен играч, 28-9 години, каде што доаѓаат млади играчи, една нова генерација. Еве пред малку и ги овде има една слика на таа генерација. Тука тие што тука е Милко исто искусен, Филевски, Гајор Садики, Станоевич, Жуниор, Марковски, Калц, Мирко Спасовски, Љупче Неумовски, Бобан Бабунски, Јовче Джипинов, Бочевски и јас. И уште ред други имиња сега. Уште толку играчи. Значи таа нова генерација. Тука се задржувам во Вардар уште 4 години. Како што кажавте, Вардар испадна во втората лига. За жал, но експресно се вративме. Да. Се сеќавам, во второлигашка конкуренција почна да не води Кирил Дочиновски. И имавме известна предност на полусезона, мислам негде 4-5 бода. Но како се случи, што се случи, на полусезона го сменија Ѓоко Хаџиевски. Млад, стручњак, тогаш неискусен, тогаш почнуваше во тие фудбалски води, Ѓоко. Но покасно Пелестер направи една генерација. Сакам да кажем, во следните 15-20 години, 30 што се вика, се разбра дека се работило за стварно за квалитетен тренер и стручњак што си ја знае работата. Он дојде како млад, пак ќе кажам, што како тоа е политика на клубот. И тие 6 месеци. И тука имаше една интересна случка. Јас бев веќе искусен играч, 29-30, и бевме на припреми во Пореч. И мислам дека може некој би се лутел, но ја бев задоволен од машкиот однос на Ѓоко Хаџиевски. Ме викна така во хотелот на страна и ми вика: Цоле, вака и вака, вика, јас од почеток нема да сметам на тебе, пошто сакам млади играчи да форсирам. Не те бркам,
Ако имаш клуб, оди, не те бъркам, ако се избориш за статус, Нешто ќе добиеш шанса да, да играш. ама од почеток нема да бидеш во комбинација, што може мене ми било тогаш многу тешко. Но од друга страна поштено, за да има некои тренерите тапка по раме, А седиш на клупа. а само ти си добар и само те мафте. Вака знам на што сум. А јас сега не да се фалам, но бев познат како работник. Значи, може талентот ми бил 20-30%, ама работата ми била 100%. Значи, на тренинзите Џоко ќе каже 10, ја 12, он толку, ја 15. Значи, се сум правил малку поише. И почиња првенството, прво, второ, трето коло, ни резерва не сум. И трето Добро, коло... ама не се лутиш, ти каже си и работим чекаш. поштено и чекам. Одлучив да останам и, што се вика, да докажам дека направил грешка. Сега може и да не се десило тоа. И трето коло, се сеќам трето или петне, со Бор дома. Во Стара Чаршија таму има наручек, одеа во едно кафанче. И ја дома у Скопје живеев тука со жена, дете. По дома така. И сега ова Будла, масерот на ФК Вардар, тој беше и голем мајтапџија, знаете, Да. го знаеш многу убаво. И ми вика, Цојла, така ме вика. Да. повише. Тоа ти остана од Цојла времето на од Вуле. Вишњас, да. Вика, Цојла, да дојдеш на ручек. И ја, знаеш, сега... Викаш, Викам, мајтап ли е Будла, или викам, не? не играм мајтап со мене, сега ова е не е сериозна работа. Абе, вика, како вика да играм мајтап, ова више не е, вика, зафаркавање, вика, Саше Раптап откажал нешто болест или повреда, не знам што. И Џоко рече да дојдеш. Ја доаѓам во ресторанот, они више си ручале, отишле, јас сам си ручав, си отидов дома. Доаѓам на стадион, нормално резерва. За среќа, надпреварот на полувреме 0-0. И Џоко што да прави, Џоко ајде вика, се ајде Урошевич. Урошевич, што можел, нели, Искуство да ставиш, знае. кого сака Да. можел да стави. Надпреварот го решив, играше на надпреварот и после уште два-три надпревари бев на клупата, ама после веќе и што пак ќе кажам, затоа го и почитувам многу Џоко. И имаше собра храброст, имаше на крај на сезоната, заборавив да го земам, го имам и го чувам тоа. Да. Да, искочи во Весник и сега со него разговори и вика сега вака и вака, вика, едино, вика, имам направена огромна грешка, вика, кон еден играч, а тој е Стојмир, вика, а што, вика, кога можеше, вика, Чиро Блажевиќ да направи, вика, за Просинечки, па можам и ја, вика, да направам за Урошевич, вика. Од почеток, вика, не сметав, вика, на него, а сега кога заврши, вика, првенството, он ми беше меѓу 3 најдобри играчи. Добро, имаше доблес да го признае. Затоа кажувам, значи, и имал доблес и да ми каже и претходно дека не Не рачуна, смета на значи тебе. ја може да се налутам, ама поштувам такви луѓе што ти кажува у лице, вака и вака. Ти бирај, сакаш да се бориш или сакаш да одиш. Ја одбрав да се борим и да му докажам дека И ти во Вардар остана до кога? па остана до 93-та, имав уште 6 месеци од тој 4 годишен договор. Значи 2 пати по 4 години и точно бевме на припреми нешто или пријателски надпревар во Бугарија, Благоевград, со Пирин. И таму изиграв добро и почнаа некои разговори, преговори. И Џоко беше и еден од Таму. агитаторите што ми помогна. И кога дојдоа Да, луѓето, беше да седнавме, Пирин тренер, па после во ЦСКА не, и така. сакам да кажем, уште он не беше, него Да, ама он беше во Вардар, отиде, од имаше Вардар, врски. ама ми помогна, ме предложи, кажа убави зборови таму, мислам и луѓето и видоа, игравме надпревар. Да, иначе тој во Вардар беше Да, првите па, во години Вардар, кога па, Вардар ја ги освојуваше заминав од титули. Вардар, го оставив него во Вардар, го оставив Саше Тодоровски, Чирич, ова го спомнувам ради Калц, Бабунски, затоа што тие после 3 месеци дојдоа сите во Бугарија. Раптап дојде кај мене, а Чирич, Калц, Во Бабунски и ЦСКА. Џоко заминаа во ЦСКА.
Затоа сакав да кажам дека јас прв заминав, па они после мене. Во Бугарија останав 4,5 години, 2,5 години во Пирин, 2 години во Кюстендил, каде што стварно прекрасни 4,5 години. Ме интересираат оние 2 години во Кюстендил, зашто ти кога отиде таму беа во втора, па со тебе влегува во прва лига. Значи, хронолошки ќе ви кажам малку така пократко и за Пирин. Значи, доаѓам првата година со 32-33 години, што и знаете како е во странство. Мораш да бидеш за 20-30 и тоа подобар за 20-30% од домашниот. Они во лице ти кажуваат. Ти ако играш како детето мое, исти квалитет ако сте, ќе игра мојот. Да. Он не ти вика, он ти кажува во лице. И сега ти мораш да бидеш подобар од нив, вика и да учи он нешто од тебе. Вика, зашто сме те довеле ви? Ние вика. Така да, и уште одма во првата година, на крај на сезоната, декември, ми се дома Распус, ми се јавуваат да ми кажат дека сум прогласен за најдобар фудбалер на Пирин и најдобар спортист на Благоевград. Значи, уште одма од првата година. Да. И после 94-та, ако се сеќавате, Бугарија стана четврти на светско првенство. Да, во Соединетите Американски држави. Пред да одат една недела, имаше надпревар во Пловдив, репрезентација на Бугарија. Тоа беше последен надпревар пред да заминат, пријателски. Надпревар во Пловдив, каде што репрезентацијата играше со репрезентација составена од играчи од бугарско првенство. Значи сите бугари, единствен странец ти бев јас. Затоа зашто бев повикан, затоа што бев другата година 94-та и прогласен за најдобар странски играч. Имаше во НДХ, тоа на Национален дворец на културата, знаете. Имаше прослава, таму ми ја дадоа наградата слика, што и дома си. Значи, единствен странец бев повикан, имав таа чест да изиграм со таа репрезентација што таа година освои четврто место. Да, на прволигачките фудбалери репрезентација. Значи, да кажем, против селекцијата на Бугарија. Кои успеси во Пирин и после Пирин почна нешто со спонзорот, едниот више пари, дојде друг, тој као ќе дава, ама не даваше ништо и таа генерација исто Пирин имаше многу млади играчи. Познат крај е тој пиринскиот крај што вади. Па и Бербатов мисле че ни од таму тој крај. Да, јас со татко му играв малку во Пирин. Татко му играше штопер, еден чисто штопер, како Најдовски, значи ништо фудбал не знае, да. Бритка Савија што викаме. Него сега Најдо како не знае. Не, мора да каже тоа, ама зборуваш за Бербатов стариот. Ама срцето големо, не за Бербатов стариот, а која супротност младиот. Знаеме сите кој играч и каков играч. И после тоа блиску Кюстендил, спонзор добар, а техничкиот директор што беше во Пирин, замина во Кюстендил, затоа што немаше пари. И одма по препорака ме нуди мене на спонзорот, така да за 5 минути се најдовме и се селим во Кюстендил, каде они беа во второлигашка конкуренција, а сакаше да влезе, а 45-50 години се второлигаши. Ама стварно направи селекција извонредна, со многу пари, многу играчи. И успеавме да влеземе, еве тоа е тие слики што се. Значи прославата на влез. Да, прославата. Тоа е тука каде што ми даваат пехар за најдобар стрелец на таа втора лига. Да, и? Да, и така да уште еден голем успех за мене, за мојата кариера. Значи, после толку години успеа Левски Кюстендил да влезе во првата лига со заслуга на сите фудбалери, ама јас сум голгетер на таа. Со 33 години. 34. И ти остануваш само до кога? До крајот на прволигашката сезона? Останувам уште една прволигашка сезона и после тоа повторно се враќам уште една година. Тогаш Пирин испадна. И се врати во Пирин да им помогнам ако можам да се вратат во прва лига. Тоа веќе беше на 35 години,
36, така. И понека веќе Да, доаѓа крајот и на изиграв кариерата. уште куриозитет, уште првиот Ама не натпред. се предаваш. Не се предавам. Такав сум бил по Карактер, така. карактер. Значи никогаш не се предавам. Да знам и дека И во Пирин остануваш една сезона. се вратам во Пирин и првиот натпред дома 5-0 или како завршили 4 гола дадов. Значи тоа ми е прв пат и никогаш 4 гола во кариера да постигнам. Уште една прекрасна година, значи пак ќе кажам, во Бугарија поминав, ја не се жалам ни Вардар, ни Многу убави години. Многу убави прекрасни години. Затоа што може, не знам, може затоа што сум пружил, па и луѓето ми враќале. Да. И Така, си се тоа е чувствувал така заедно. пријатно бидејќи те Сум се чувствувал како почитувале, дома, да. буквално како дома. А и со игрите си го заслужил. Па тоа сакав да кажам, значи мораш да го заслужиш за да Те ценат. да. И после веќе 35-6 полека назад. Малку јуохром, едно 6 месеци и се вратив во Тетекс, каде што ја завршив кариерата на 39 години. На 39 години во Тетекс во второлигашка конференција бев втор стрелец. Тоа Со- која со година 11. значи беше Тоа беше некаде 88-9. 98-9. 98-9 и после После веќе се простуваш од фудбалот и пак не можеш да Не се можеш, одделиш. да. И После- твојот син еден период заигра во Тетекс, мислам. Играше успешни голови даваше, Да. ама ете така се случи. Ја прекина А кариерата. ти каде се наоѓаш фудбалски сега? Јас знам Сега за гледачи. фудбалски се наоѓам повторно во Тетекс. Па, ето ли Значи, Тетекс? Па знаете како Тетекс беше надвор од Тетово едно 5-6 години. Отуѓе што се вика. И сега спонзорот што беше го напушти и остана веќе вратите беа затворени. Да, имаше одбор за спас на Тетекс, Па па се тоа собиравте, сакам да правевте кажам, и пак го ентузијасти одржавте се клубот. најдоа ентузијасти во градот, 4-5 души, и луѓе од градот што помогнаа финансиски колку толку, за да не се стави клуч на Тетекс. И еве 6 месеци функционираме како така, многу тешко. Ние недела пред првенство, 3 дена пред првенство Не знаевте дали земавме ќе играчи. Да. Играчи земавме. Се бориме, но мислам дека ќе успееме. Би требало некој така постабилен спонзор. Сега пак се зборува нешто Тетекс. Дај Боже да е така, зашто единствено Тетекс Може да го комбинатор спаси. Може да го спаси ФК Тетекс. ФК Тетекс. Мислам дека сега, може и некој спонзор да е најблиску до ФК Тетекс е комбинатор Тетекс. Фабриката. Добро, дај Боже да биде така и желбите на тетовските љубители на фудбалто, особено оние што навиваат за Тетекс, да се остварат, да најде сигурен спонзор, тимот, клубот да се консолидира, да се направи навистина еден добар состав кој би бил конкурентен не само во втората лига, туку да се бори за враќање во првата лига, па Тетекс се познати по освојување на куповите, Да. па да се врати, би рекол, на тие стари патеки. Треба, еве, ти си борец до крајот, што се вели, ќе останеш со Тетекс, ќе се бориш, треба и други да дојдат да ти се придружат Да, ама треба и да го финанси. извлечете. Финансии треба за тоа Тетекс, што го кажавте за финансиски, да. повеќе. Зашто многу е тешко во овие услови да се работи. Кај што немаш да му понудиш на играчот Да, и основните едно работи. кафе да пие, да му дадеш барем 50-100 евра. Да. Да. Они играат, децата играат буквално за љубов. За клубот. Да. Добро, Стојмир. Еве на крајот да кажем за нашите гледачи дека тоа беше нашата фудбалска легенда Стојмир Урошевиќ, фудбалер кој остави печат во македонскиот фудбал и кој се истакна со настапите најнапред во Тетекс, потоа и во Вардар, а имаше, како што кажа низ за разговорот, и меѓународна кариера, па беше и меѓу најдобрите фудбалери еден период и во шампионатот на Бугарија.